Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Кога ќе погледнеме од оваа дистанца, мораме да заклучиме дека успеавме. Успеавме сите ние заедно. Карпош нема проблеми со фекална канализација, поројните дождови, топењето на снеговите за нас не се проблем, заради адекватната фекална канализација, готово да нема проблеми со водоснабдувањето. Ова само покажува дека сме оделе чекор со времето во некои сегменти, дури и далеку пред времето. Овде пред се мислам на изградбата на енергетски ефикасни проекти кои резултираа со заштита на енергија и затоа изминатиот период изградивме 55 енергетски фасади на стамбени згради, училиштата, градинките, општинската администрација и се друго. Денес гледаме дека и чекорот и задолжувањата кои ги направивме пред десетина години во моментот значат голема заштеда на енергија и пари, собрани од граѓаните, кои што можеме да ги употребиме за други цели. Градевме и повеќе отколку што имавме, со цел да одговориме на растечките потреби на граѓаните и нормално одевме во свесно заложување на општината, но кога сето ова ќе го погледнеме од денешен аспект, сме направиле навистина прави потези. Зошто цените денес твртоглаво растат на градежните материјали, опремата, материјалите за изолација, нафтата, нафтените деривати, битуменот, неметалите, цементот, работната рака на градежните компании. Сето она што го направивме изминатиот период чинеше нешто повеќе од 30 на милиони евра, но денес за истото ќе ни требат најмалку 80 милиони евра. Успеавме затоа што граѓаните возат по нови улици, без ударни дупки, децата ни одат во реновирани училишта и градинки, немаме проблеми со фекална и атмосферска канализација, немаме проблеми со водоснабдување и ќе продолжиме во таа насока. Ќе продолжиме со замена на азбестните кровови, замена на старите лифтови во старите згради, ќе продолжиме со изработка на енергетски фасади, изградба и реконструкција на улици. Почнавме да го развиваме левиот брег на реката Вардар, да го развиваме населеното место Бардаци, каде што има изводено голем интерес за инвестирање и не случајно инвеститорите го посакуваат токму Карпош за партнер на своите деловни градежни активности. Зошто имаме ефикасна администрација, уредена инфраструктура, работиме без административни бариери и целосен респект за потребите на секој граѓанин и секој инвеститор. Од тие причини, на вратите на општина Карпош чукаат инвеститори како од земјава, така и од странство, од Либан, Саудиска Арабија, Катар, Србија, Косово и од други земји, и со гордост можеме да кажеме дека нашите инвестициони можности се над 1,5 милиарда евра, за чие што реализирање очекувам разбирање и поддршка од страна на Советот на општина Карпош со обврска дека ќе водиме посебна сметка за соодносот на потребите за развој и инвестирање и квалитетно живење на граѓаните во урбаната средина со целосно респектирање на еколошките стандарди, заштита и развивање на зелените површини, изградба и обезбедување на нови дрвореди, цветни насади, плоштади, спортски терени и така натаму. Почитувани гости, почитувани пријатели, морам да кажам дека изминатава 2022 година и искористивме за подготовка на проекти за наредната година и ќе остане запаметена како година на стабилизација на буџетот на општина Карпош. И за прв пат по 5 години на 9 август успеавме да ја деблокиравме сметката, вративме повеќе од 4,5 милиони евра долгови, продолживме и продолжуваме во таа насока со желба да се обидеме до новата година да имаме целосен баланс меѓу приходите и расходите, а тоа значи долгови нула. Во исто време, најавувам дека во завршна фаза проектот Мајка Тереза во Карпош 4, кој што треба да го работиме заедно со градот Скопје. Се работи проектот за кеот на реката Вардар. Се работат проекти за инфраструктурна поддршка на новите градби во Злокуќени Бардоци. Имаме готови проекти за реконструкција на термичките фасади на сите згради по улицата Теодоси Голганов. Ќе ги зголемиме средствата за замена на азбестните кровови и лифтови, како и средствата за полагање на возачки испити на нашите најмлади жители. Во исто време, веќе имаме обезбедено парцели за над 60 млади брачни парови кои ќе можат да добијат бесплатно земјиште
и целосно ослободување на таксата за комунали и кој ќе важи за сите млади брачни парови жители на општина Карпош. Подготвуваме проекти во завршна фаза за зонско паркирање во Карпош 1, Карпош 2 и млечен ресторан и подготвуваме проекти за изградба на катни гаражи. По повод 46-та годишнина од формирањето на општина Карпош, за заслужен граѓанин на општина Карпош за 2022 година се прогласува Ристо Дарлев. Тој е македонски спортист кој во својата дисциплина борење слободен стил има постигнато големи успеси. Бранко Јовески, истакнат фолклорен работник. За исполнен и голем придонес во полето на фолклорот и традицијата на Бранко Јовески му се доделува плакета за заслужен граѓанин на општина Карпош. За извонредниот придонес на полето на работиката, а пред се во афирмацијата на државата, им се доделува парична награда во износот по 30.000 денари за секој од учесниците. Советот на општина Карпош исто така доделува награда за постигнат успех во полето на спортот на Стефанија Дејановска, државен првак по гимнастика, ученичка во 9-то одделение во приватното основно училиште Јахја Кемал. Нема